Ќе води шестока битка таму со Копривица, со Крстевски. Да видиме, ево Крстевски, високите играчи, пак се врати до Магдевски. Форсираше проигрување, слободни фрлања за Војдан Стојановски. 7,4 поени во просек, 3,7 скока и пресил два пати за Крстевски, неколку пати се местеа, а Крстевски дојде до позиција предност за Работнички, највисока разлика досега на отворена тројка има Маслинко, не успе да погоди, скок таму офанзивен на Магдевски. Крстевски одлично за Маслинко и забивање. Повторно има 20 против 1 во рекетот на противникот. За 13-13. Четврти Петков. Немаше позиција за шут, но затоа проигрува за Крстевски. Војдан Стојановски 6. Некогаш тој и неговиот брат близнак беа како тинејџери. Стојано вака со дриблинци се обидува да направи простор, не успеа покрај кот, меѓутоа одлична дистрибуција на Стојановски. Превзема таму Марковиќ, Војдан преку раката на Марковиќ, погодува за 3. Му користи. Ниту во третото слободно фрлање. Топката за Едвин се обидува во транзиција 1-1, немаше тука проблем. Во двочекор фаулиран од Шошкич. Кошот важи, ќе има и дополнително слободно фрлање. Вакви моменти можат да го разбудат противникот домаќинот, кој што се уште како да стои резервирано. Можеби се и изненадени од ова кој има 8 во просек и речиси 4. Тргнал шутот како што знае во тимот на МЗТ. Магдевски сега тој се мести за 3 поени и погодува. 28-32. И еве тајмаут за Горан Самарџиев. Забележа дека не му оди на неговиот тим во нападот. Само 4 предност за екипата на Работнички кој имаше и 12. Беше 31-19. Они остануваат во мечап зона. 28-35 е резултатот. Магдевски, Крстевски, многу често. Обид за 3 поени, виде дека е кусо Магдевски, меѓутоа топка до него. Благодарение на Маслинко и дополнително фрлање. Само ја зголемува мотивацијата и будност на нивните играчи. Магдевски стрелец на Полутак, повтора за Петков. Копривица, корпулентниот Копривица успеа да погоди. Ево во дуел. Маслинко имаше позиција за 3, сега ќе бие подобра позиција од него и посигурен е секако Војдан Стојановски. 40-42. Штета што влегуваат во ритам кошаркарите по она принудна пауза што има. Шанса на младите кошаркари кои одработеле на тренинзите за да се калат во вакви надпревари. Сега не успеа Копривица, не успеа Едвин 42-44 за да гостинската екипа. Дамјан Ровев, екс-играчот за МЗТ Скопје минатата година, осве која почна некаде во втората четвртина, откако губеа со 12 разлика. И сега еден флоутер, да видиме дали кошот важи, дополнително слободно фрлање Војдан Стојановски. 46-49. Ево имаше тука контакт при овој влез со противничкиот центар Пол. И оние кои ја греат клупата се главно репрезентативци или во младински категории или во сениорски. И да влезе, тука е Бојан Стојановски кој што не влезе, Војаковски исто така, Илиев истички, постојано со финансиски празнини кои што се и од некои минати времиња, еве сега одземена топка. Немаше поени од Петков, има забивање и атрактивно од Маслинко. 53-49 и мора да бара тајмаут Горан Самарџиев за да не влезе во серија противникот од која што нема враќање. Војдан Стојановски сака вакви надпревари, затоа погодува уште една. Стојановски. Петков, одличен прием и влез. Не го сакаше Нонак. Војдан Стојановски го промени правецот, сега Крстевски.
Одлични поени за Бојан Крстевски. Тоа е тој. Един за 60 спрема 50 по повторот Магдевски. Сега Масников му прави простор на својот плеймейкер. Дамјан Стојанов не погоди, но погледнете каква тројка за во одбраната Масников за да му попречи. Дамјан Стојановски сам за 3 поени и казну. Еве ги на 10 разлика кошаркарите на МЗД Скопје. 67-57. И тајм-аут е тоа за Горан Самарџиев. Не греши два пати, особено некога вториот пат и титули 2 купа. Еднаш беше и MVP со МЗД Скопје и поени 9 за домашниот тим. Во вечно дерби МЗД Скопје со нови поени за Војдево работнички пред точно 10 години. Беше и во неколку други земји и из европските сали, кој што има перспективи да игра и на позиција 3 играчите на МЗД. Да, во последните секунди Крстевски, сега на другата страна се обидува Шошкич, но резултатот останува онај од предмалку. 75-63 победа на МЗД Скопје Аеродром во вечното дерби по 167 пат